одредени трговски практики, ги викам јас на картелско договарање на цени, кои што ќе значат одреден притисок врз цените, кои што сега ќе се одмрзнат. Дали ако дојде до повторно евентуален пораст на цените, тоа дополнително може да ја подгрее инфлацијата? Повторно да имаме раст на инфлацијата? Јас не очекувам дека ќе видиме значајно поместување кај цените на производите кои што беа предмет на замрзнувањето. Зошто имаме предрасуди кон странските инвеститори? Грчките инвеститори се едни од најголемите и први од независноста во оваа економија. Зошто кај дел од интелектуалната и научна јавност постојат предрасуди околу идејата за заедничко чествување и одбележување на историски настани и личности? Самото македонско општество, македонските граѓани се доведени во ситуација да се докажуваат што се и кои се во 21 век. Треба тоа да се надминат тие остатоци од 19 век, агендите национални од 19 век и да се остави Република Македонија да биде рамноправна членка на Европската унија. Дека ако дадеме на еден народ повеќе, ние губиме толеранцијата со животот, убавината, правата и припаѓаат на сите. Ако ми дадеме на некого, ние не ги губиме, туку сите подеднакво ги уживаме. Кога системот прави дискриминација и кога системот не дава еднакви можности, тогаш е проблемот. Дали граѓанскиот концепт на Европска Македонија всушност некаде е заталкан? Нашите успешни луѓе во светот функционираат успешно во Германија без разлика дали се нагласува нивниот етнички момент. Одмрзнати цени, страф од нивен галопирачки скок, конфузија меѓу светските банкари, дали инфлацијата се намалува, а со тоа и каматните стапки на банките. Што очекува новата македонска влада? Неизградени патишта, конфузија околу изградбата на стратешките енергетски капацитети. Дали во Македонија се создава отпор кон странските инвеститори? Во најново време и кон грчките компании. За сега толку како провокација за разговор со универзитетскиот професор Маријан Петревски во обид на трилинг да ги отвориме предизвиците кои престојат на идната влада која и да ја формира. Добре ден за професорот Петревски. Добре ве најдов, благодарам за поканата. Професор Петревски, најпрво да се осврнеме на светските економски движења. Може ли во наредниот период да не изненади нова криза која може да предизвика повторно зголемување, односно раст на инфлацијата и да дојдеме и до степен на евентуална опасност од рецесија? Добро, тоа што може да не изненади, ние не го знаеме. Тоа ќе не изненади ако се случи или викаме ние економистите, тоа е unobserved, не го гледаме. Меѓутоа, она што моментално го имаме во светската економија е, да кажеме, една фаза, би рекол, на излегување од кризата со цените на храната и енергијата, меѓутоа во услови на се уште присутна тензија. Значи, геополитички гледаме дека конфликтот во Украина е се уште активен, конфликтот на Блискиот Исток е активен и е доста интензивен, надополнет со проблемите кои што се однесуваат на Јемен и протокот на стоки низ Црвеното море, така што ризиците се уште присутни. Ако тие ризици сега ги префрлам малку на економски план, видовме, значи, стабилизација во делот на цените во овој период. Тие беа во континуиран пат од достигнувањето на пикот некаде кон крајот на 2022 година, меѓутоа се уште имаме ситуација на релативно висока инфлација, што значи дека и намерите на властите и на монетарните и на фискалните власти за стабилизирање на таквите притисоци не се завршени. И со таа приказна претпоставувам дека ќе се бавиме уште некое време во текот на оваа година. Завршува, односно од денеска повеќе не важи одлуката за замрзнување на цените. Завршува и начинот на субвенционирање за струја и парно. Дали ни престои нов ценовен шок? Веќе низ маркетите ги нема оние табли за гарантирана цена. Дали сега компаниите може повторно да профитираат на грбот на граѓаните? Добро, таа мерка беше донесена уште лани, всушност во неколку наврати гледавме за замрзнување на цените и на маржите во текот на оваа
на оваа криза и тоа беше исправно, затоа што посебно во вториот дел од 2023 година се јавија притисоци од цените кои што беа од домашен карактер. Ние имавме на глобално ниво, како што реков, стабилизација и континуирано намалување на цените во делот на храната, меѓутоа тоа не се трансмитираше скоро воопшто на домашен терен, односно на домашен терен видовме спротивни тенденции, под притисок на она што сега е популарен термин нефер трговски практики, особено летото 2023 година. И тоа предизвика да се оди со таа мерка на замрзнување на цените. Тогаш да подсетам дека и инфлацијата се уште беше многу повисока од она што го имаме сега, така што и во тој сегмент беше неопходно преку таква мерка да се придонесе кон намалување на инфлацијата. Но сега имаме поинаква ситуација. Сега тие тенденции ги се смирени во делот на изворите на инфлацијата. Имаме и забавена економија. Тоа забавување почна многу порано, меѓутоа се осети особено во последните 2-3 квартали. Но така дали што таа но... мерка го исцрпи својот ефект. Меѓутоа, се уште, како што реков, имаме одредени ризици. Се согласувам со вас дека останува ризикот дека може и понатаму да гледаме одредени трговски практики, ги викам јас на картелско договарање на цени, кои што ќе значат одреден притисок врз цените кои што сега ќе се одмрзнат. Меѓутоа, тоа мора да се адресира со други механизми во законодавството. Значи, владата гледам дека алудира на законот за нефер трговски практики, меѓутоа тој се уште не е донесен, треба да се донесе, па да видиме како ќе се операционализира. А постои еден друг контингент на мерки во антимонополското законодавство, каде што главно преку механизмите кои што стојат на располагање и кои што треба да и се доделат дополнително на Комисијата за заштита на конкуренцијата, треба да станат ефективни и да ги видиме имплементирани на терен. Дали ако дојде до повторно евентуален пораст на цените, тоа дополнително може да ја подгрее инфлацијата? Повторно да имаме раст на инфлацијата? Поради овие променети услови во економијата кои што ги имаме сега, јас не очекувам дека ќе видиме значајно поместување кај цените на производите кои што беа предмет на замрзнување. Тоа не значи дека нема да има одредени поместувања, меѓутоа не очекувам такви турбуленции како што видовме во летото 2023 година. Сепак, ако нешто постои, особено нешто што е вон пазарната логика, тогаш треба да се впрегнат овие механизми кои што ги спомнав. Во еден период ја заговаравте тезата или застапувавте ставот дека инфлацијата кај нас е увезена, но сега ќе бидам попластичен и со една мала илустрација. Оризот пред една година беше 80 денари, сега за 900 грама треба да платите 120% повеќе во услови на домашни агросубвенции и намалени цени на светските берзи. Кој тоа може да го регулира или секој ќе се обиде на некој начин да профитира? Видете, цените беа увезени, значи со почетокот на кризата настана трансмисија која што беше во нагорна линија, значи како растеа цените на глобалните пазари, тие веднаш се пренесуваа во домашната економија. Сега тоа го имате и во теоријата, кога имаме обратен циклус, значи кога цените глобално се намалуваат, таа трансмисија веројатно е побавна во домашната економија отколку кога се зголемуваат. И тоа го видовме и кај нас, не само што беше побавна, туку во еден подолг период таа отсуствуваше. Наспроти тоа, цените беа под притисок на домашните фактори кои што ги спомнав. Сега, кај конкретните пазари, битни се секако факторите на понудата, факторите на побарувачката и факторите на пазарната структура. Значи, во крајна линија пазарот ќе ја мечира понудата и побарувачката за одреден производ. Меѓутоа, битно е и кои се играчите на тој пазар. Ако станува збор за двајца големи играчи, не имплицирам дека тоа е случајот со Оризот, јас не знам што се случува на тој сегмент од пазарот, меѓутоа ако има двајца големи играчи, тие ќе седнат на маса, ќе ја договорат цената по која што ќе продаваат и на таков начин ние ќе видиме нереално набилдана цена која што не е рефлексија на моменталната понуда и побарувачка на пазарот. Тоа ќе остави простор властите да действуваат преку механизмите што им се на располагање.
Во крајна линија, знаете, битно е какви се општите услови во економијата. Реков, во последните квартали имаме забавување на економијата. Растот е анемичен. Претходната година, 23-та, ќе се заврши со некој раст кој што е околу 1,5-1,6%. За годинава се предвидува раст кој што е меѓу 2,5 и 3%. Тоа е анемичен раст, бидејќи потенцијалот на оваа економија е проценет на 4-4,5%. Значи, ние оперираме значајно под потенцијалот. Тоа значи дека можеме да произведуваме повеќе, ама не произведуваме. Сме во таква фаза под потенцијалниот раст. Тоа значи дека на одредени пазари пониската побарувачка ќе детерминира дека и цената ќе мора да се стабилизира, односно таа ќе ги елиминира, да кажам, ќе оди спротивно на овие тенденции кои што се резултат на пазарната структура. Финанстинг во својата анализа оценува дека замрзнатите цени беа погодни за побогатите, некои остануваат и натаму високи во малопродажната сфера, иако во веројатно имаме и намалување на трошоците на суровини и енергија. Да, тоа е така затоа што знаете конкретни проблеми на конкретни пазари вие ги решавате со една општа мерка за мрзнување на цени која што реков дека даде резултати, но ги исцрпи тие резултати во моментот. Зошто? Затоа што на тој начин вие ги штитите сите. И тоа е навидум позитивно кога ги штитите сите граѓани, меѓутоа тоа има одредена рефлексија врз други агрегати, главно врз буџетските приходи. И сега ако гледате во апсолутна смисла, точно е дека поголем комфор таа мерка создавала на оние домакинства кои што трошат повеќе на тие производи, а тоа се подоходовните домакинства. Значи добро е ги заштитувате посиромашните, помалку доходовните домакинства, го поддржувате нивниот буџет на тој начин, ама го поддржувате буџетот и на подоходовните домакинства, кои што издвојуваат во апсолутна смисла повеќе за набавка на таквите производи и услуги. Токму заради тоа велиме дека таа мерка мора да биде од времен карактер, не може да трае неограничено долго, бидејќи ќе ги наруши тие да кажеме баланси во економијата. Надлежните институции најавија дека ќе следуваат ригорозни казни за оние кои вештачки ќе се обидат да ги подигнат или да ги зголемат цените на производителите. Колку препознавате кај бизнис заедницата, кај стопанствениците етика? Јас примарно очекувам дека бизнис логиката е да се следи профитот. Значи, ситуација која што возможува да се заработи повеќе профит, бизнисот ќе ја зграбчи таа ситуација и ќе направи повеќе профит. Во таа смисла механизмите мора да постојат во законодавството и да бидат ефективни. Затоа што спомнав, ние имаме, например, Комисија за заштита на конкуренцијата, која што во еден момент се огради и рече дека немаме ние доволно механизми за со ова да се справиме. Океј, ако немаме такви механизми, дајте да интервенираме во законодавството, тие да ги воведеме, да ги доделиме во инструментариумот на комисијата и таа да постапува во одредени случаи на вакви големи нарушувања на кои што вие алудирате. Следите тренинг гостин во емисијата универзитетскиот професор Маријан Петревски. Пред 2 години коментиравте дека корпорациите ги држат високите цени. Познато е дека македонските трговци и компании немаат високи етички критериуми, но дали при една ваква нефер понуда на пазарот ќе се стави конечно ред? Без разлика што вие велите дека добро беше што и мерката за замрзнување на цените беа донесени, но долгорочно не може да понатаму да се продолжи со овој модел на функционирање. Можеме ли евентуалниот нов ценовен шок македонските граѓани да го издржат? Добро, но предпоставувате дека таков ценовен шок ќе настане. Треба да Вие се сомневате?
треба да сочекаме и да видиме на кој начин пазарот ќе се однесува сега, затоа што имаме поинаква ситуација од таа што ја имавме кога го видовме ценовниот шок во летото 2023 година. Јас не исклучувам дека поместувања кај овие цени кои што се одмрзнуваат ќе настанат, меѓутоа во колкав обем тоа треба да сочекаме и да го видиме. Како да се динамизира развојот, економскиот развој во наредниот период? Пред нас се претседателски парламентарни избори. Обично во време на изборна кампања капиталните инвестиции се замрени. Што треба да биде приоритет на идната влада без разлика кој да ја формира? Би рекол дека главен проблем на оваа наша економија е неефикасноста во функционирањето на системот. Еве така да го генерализираме, почнувајќи од највисокото ниво, па се до некое најниско ниво, кога вие одите на некој шалтер, сакате да завршите некаква услуга, например да извадите некаков документ, и тоа не можете да го направите во разумно време и без нервози, без да губите време и така натаму. И тоа е поврзано со институционалниот поредок. Значи, ние онаму каде што не успеваме во претходните 30 години е да создадеме функционален систем со функционални институции, вклучително ефикасноста на јавната администрација. И сето тоа се поврзува со онаа дебата која што ја водиме долго време за владењето на правото. Бидејќи важно е да имате добри закони и мислам дека во најголем дел од сегментите Македонија има добри закони, меѓутоа онаму каде што не успеваме е во ефикасната, правичната и неселективна примена или спроведување на таквите закони. Мислам дека просторот тука нешто да се направи од страна на новата влада, без оглед кој ќе ја формира таа нова влада, е многу голем. Тоа треба да биде примарно како основа за економскиот раст и развој, за благосостојбата на граѓаните, социјалната кохезија и така натаму и така натаму. Сега, ако одиме малку подлабоко од тој, да кажам, генерален приоритет, тогаш во различните области веќе земјава има добро дефинирани приоритети. Например, во економската сфера ние имаме програма за економски реформи, која што дефинира приоритети во разни области. Ефикасноста на секторите, дигитализација, државната помош, справувањето со сивата економија. И сето тоа кога го читате е многу добро напишано. Меѓутоа, сето тоа е, да кажам, жртва на тој процес на неспроведување, ненавремено, неефикасно спроведување на она што треба утре оваа економија да ја донесе на повисоко ниво на конкурентност. Професор Петревски, влегуваме веројатно во еуфорична инвестицијска година, особено се става акцент на фотоволтаици. Овој период актуелен е Чебрен, потоа имаме гасната централа во Скопска железарница. Зошто имаме предрасуди кон странските инвеститори? Па јас не би се согласил дека имаме предрасуди кон странските инвеститори. Сега овие во однос, например, на гасната централа имаме резерви во однос на грчкиот инвеститор. За Чебрен се зборуваше, вашите колеги зборува дека треба домашни инвестицијски капацитети да се градат, со домашни инвестицијски капацитети да се гради. Не мислам дека резервите таму се во однос на тоа дека инвеститорот е од Грција. Мислам, ние знаеме дека грчките инвеститори се едни од најголемите и први од независноста во оваа економија. Мислам дека прашањата во тој сегмент, во делот на Чебрен, кој што сега е завршена приказна во моментот, и во однос на гасната централа се однесуваат на делот на енергетската независност. Дали оваа земја треба да влезе во такви проекти каде што ќе биде повеќе зависна, еве да кажеме, од странскиот капитал. И мојот став тука е дека ако тоа ние можеме да го направиме сами, да, треба да го направиме сами. Меѓутоа исто така треба да бидеме самокритични, да видиме дали можеме такви капацитети, сега не
неопходно јас аргументирам за тие проекти во сферата на енергетиката, меѓутоа генерално било кој проект ако можеме да го изведеме сами и финансиски, меѓутоа и во смисла на административен, па ако сакате интелектуален капацитет, во ред, најдобро е тоа да го направиме сами, меѓутоа често не можеме. Над половина милион граѓани живеат под прагот на сиромаштија. Анкетите покажуваат дека таа е највисока во Европа со 22% од населението. И партиите во изборната кампања веројатно ќе излезат со своји проекции, најави, ветувања за зголемување на плати, пензии, економски раст. Колку реално може да очекуваме подобрување на економско-социјалната состојба во државата? Видете, основата на подобриот живот е ние да произведуваме денес повеќе од вчера или утре повеќе од денес. Значи, тоа е вака во слободен стил кажано концептот на продуктивноста. Значи, колкава ќе биде мојата плата и колкав доход јас ќе имам од животот, зависи од тоа колку работам, а колку работам и колку ќе можам да заработувам, зависи од моите вештини кои што сум ги добил низ процесот на образование и низ работното искуство. Но сепак значи, треба матрицата... но сепак зависи од степенот или висината на платата. Ако платата е ниска, хипотетички кажано, што би било мотивот за вработениот да допринесе за развојот на една компанија, да речеме? Видете, платата е секако покрај ова што го кажав и одраз на пазарните услови. Значи, една друга анкета говори дека, например, моментално или предходната година, 2/3 од притисокот што го гледаме кај платите бил резултат на моментално присутниот недостиг на квалификувана работна сила на пазарот, а во 1/3 бил резултат на владините политики во делот на минималната плата. Така што ако сега го сведеме на ниво на индивидуа, едно лице има вештини кои што пазарот ги бара и може да ги понуди, тогаш тие вештини на крајот на денот ќе бидат вреднати преку соодветна плата. Најеклатантен е примерот со професионалците во IT индустријата кои што седат во Македонија, ама се надпреваруваат глобално и можат да остварат високи плати. Поентата ми е дека ние треба матрицата на размислување во Македонија да ја префрламе од тоа дека треба да се базираме на социјалниот систем и како тој да ни помогне и што повеќе да ни помогне, кон тоа да се однесуваме повеќе пазарно, да размислуваме пазарно, како ние што можеме да продадеме лично како лица, како вештина, нешто што пазарот може да го купи за повисока цена, односно повисока плата. А социјалниот систем треба да остане во сила и треба да биде добро димензиониран за да може да коригира викаме така наречен пазарен неуспех, односно кога на некој му е потребно, но тоа да биде од времен карактер. Не може да се размислува дека јас сум се родил и треба да примам социјална помош од почеток до крај на животот. Тогаш секако дека на тој начин не може да остварите добар животен стандард. Професор Петровски, на крајот, што ќе се нуди од партиите што може да ги мотивира граѓаните да ја дадат поддршката за едната, другата или третата политичка ориентација? Видете, економски ако зборуваме, јас очекувам дека ќе се нуди се и се што и главно во сегментот на платите, на пензиите, на социјалната помош што ја спомнавте, бидејќи тоа се беа и остануваат пропулзивни теми за граѓаните, меѓутоа исто така забележувам и тенденции на така наречено освестување. Вие може да ветите плата која што е 5000 евра, меѓутоа голем контингент од граѓаните ќе речат, ама чекај сега, тоа не е баш реално. Така што мислам дека во дебатата, во текот на изборниот процес ќе доминираат тие теми, меѓутоа очекувам дека ќе доминира и здравиот аналитички разум и ќе следиме во која мера тие ветувања се реални и дури ако некои од нив секако се реалистични, може да се остварат, меѓутоа по многу висока цена, па ќе ја проценуваме и колкава е таа цена за буџетот, за идните генерации, така натаму и така натаму. Благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Следете разговор со универзитетскиот професор од Универзитетот Американ Коледж Маријан Петровски.
Сосема е известно дека од уставните измени ќе се крои идната владина коалиција. И натаму во јавноста преовладуваат становишта кои има дисонантен тон. Едни кои сметаат дека треба да се спроведат уставните промени и бугарите да бидат внесени во преамбулата. Од друга страна, други пак имаат резерви, дека тука нема да застане крајот и барањата на официјална Софија. Во меѓувреме, историската мешовито образовна комисија продолжува со работа, но впечатокот е дека нема никаков или речиси слаб напредок во разговорите за минување на деликатните историски прашања. Мешовитата историско-образовна комисија неодамна заседаваше во Софија, но повеќе детали не се наведоа, далеко од очите на јавноста, но и на политичарите. Дали тоа значи дека минатото им се остава на научниците, а иднината на политичарите? Тие повторно да манипулираат со националните чувства. Добре за професорот Митко Панов, вршител на должноста директор на Институтот за национална историја. Професор Панов, дали ви е впечатокот дека престојните претседателски парламентарни избори ќе се користат во создавање или билдање на националните чувства, а во пресред на неопходноста за спроведување на уставните промени и внесување на бугарите во преамбулата? Па, ова не е политичко прашање, меѓутоа, да, ако гледаме низ призма на мојот светоглед на интелектуалец, би кажал дека во суштина, би го парафразирал во суштина вашето прашање, бидејќи ви велите дека националните чувства ќе се манипулираат, ако добро разбрав. Меѓутоа, јас тука би поставил контрапрашање, што се национално чувство и како може да се манипулира со истото. Значи, повторно доаѓаме до една друга димензија, која што, јас би кажал, наметната во нашето општество, токму поради фактот што се создаде една таква поларизираност, да кажам, благодарение или како последица на политички договори кои што требаше да продуцират добрососедски односи и пријателство, меѓутоа го продуцира сосема спротивното, нели? Споруваме од аспект на тенденциите за оспорување на националниот идентитет преку историјата, бидејќи јасно е дека и во двата политички договори и со Грција и со Бугарија централна тема, меѓу другото, е историјата. И видовме дека во суштина примерот со соседна Бугарија е користење на историјата за реализирање на некаква нивна агенда која што се протега од 19. век. Сега, таквата политика секако дека треба да најде на соодветна реакција во општеството и наоѓа соодветна реакција во општеството. Самото македонско општество, македонските граѓани се доведени во ситуација да се докажуваат што се и кои се во 21. век. Тоа е за мене неприфатливо. Професор Панов, зошто кај дел од интелектуалната и научна јавност постојат предрасуди околу идејата за заедничко чествување и одбележување на историски настани и личности? Па јас не би рекол дека постои предрасуда. Би го земал примерот со фактот што одбележување на заеднички личности, да, треба да биде во функција на некаква интеграција, нели, зборам во европски контекст, кога се прославуваат одредени јубилеи или одредени настани кои што символизираат, да речеме, победата над фашизмот, денот на Европа. Тоа се настани кои што се во функција на градење на една меморија, значи негување на една меморија, во суштина да не се повтори нешто, нели? Од една страна, од друга страна да се воспостават традиции на современа Европа, на која што почива тие фундаментите, да речеме, вредностите на Европа. И јас така ги гледам тој концепт на заеднички чествувања. Кај нас
во случајов ако мислите на македонско-бугарските односи и наметнатото заедничко чествување, не би рекол дека има предрасуди. Ќе го посочам примерот со Македонската академија на науки и уметности и Бугарската академија на науки и уметности, кој што воспостави еден систем претходно на градење на едни добри, да кажам, релации во смисла на создавање на инициирање и реализација на заеднички проекти од различни области, вклучително и од историјата. И тоа добро функционираше. Мислам дека имаше и продукција, имаше добри дебати и генерално се создаде една позитивна клима во смисол на тоа дека тоа е начинот едноставно да преку заеднички проекти, преку вмрежувања, преку организирање заеднички конференции во перспектива и така натаму да се создаде таква позитивна клима во која што ќе има размена на идеи, мислења, ставови. И сето тоа функционираше добро и мислам дека меѓу другото имаше и такви иницијативи за заеднички чествувања на Кирил и Методи и така натаму. Меѓутоа, јас проблемот го гледам кога политиката се вмеша во целата работа. Зборувам за политичкиот договор со Бугарија, кога политичарите се позиционира како експоненти на таа научна или академска работа. Во кој контекст го кажувам тоа? Во контекст на фактот што се обидуваат политичарите да наметнат една атмосфера во која што заеднички ќе се чувствуваат, нели, Кирил и Методи, одредени настани како Илинденското востание и така натаму. Меѓутоа, проблемот настана во моментот кога тоа сакаше да се искористи во смисла да се даде историска содржина на тие чествувања, односно на тие политички заеднички обележувања на одредени настани. И во контекстот на тоа јас би кажал дека проблемот го гледам во таа смисла. Она што го имаме за Гоце Делчев, наметнатата или вештачки наметнатата теза дека ние мора да се договориме околу Гоце Делчев, односно чиј бил или како тој се чувствувал, што е апсурд, нели, од денешна перспектива. Ние знаеме како македонска држава и нација кој бил Гоце Делчев. Сега имаме наративи, имаме традиции. Мислам, тоа е неспорна работа. Значи, можеме ние да зборуваме за... Професор Панов, ве молам, со Да. секоја нова сондажа на јавното мислење во Македонија расте отпорот кон изгласување на уставните промени и внесување на бугарите во преамбулата. На што се должи ова антибугарско расположение? Па повторно јас не би се согласил вашите формулации. Јас не го гледам тоа како антибугарско расположение. Мислам, тоа е ваша констатација. Мислам дека тоа е погрешна синтагма и повторно создава една лоша слика за нашето општество. Мислам дека македонското општество и македонските граѓани многу пати досега покажа дека се толерантни, гостолюбиви, пријателски расположени. Меѓутоа, фактот што во случајов ако зборуваме нели само за уставните промени и односот кон тоа е повторно реакција на она што е последица на политичкиот договор. Професор Панов, дали во истражувањата на историските личности што се вградени во македонската и бугарската историја, нашите истражувачи се уште заробеници на белградските архиви? Па јас не би кажал дека е тоа така, барем од моето искуство, а и искуството од она што го има Институтот за национална историја. Мислам дека нашите колеги подеднакво работат и во белградските архиви, и во Албанија, во Тирана, во Софија особено.
други работат во западните архиви, зборам во западноевропските земји. Така што таа констатација е малку некако анахрона, би рекол, и повторно има некој политички призвук. Мислам дека јас би го обратно би го поставил прашањето колку нашата држава се ангажирала во контекст на тоа да обезбеди поголемо отварање на архивите во другите земји. Мислам дека Државниот архив прави некои напори во тој правец и имаше и доста колеги кои што оде и во други земји, така што мислам дека прашањето е повеќе анахроно отколку што е реално. Колку бугарските архиви се достапни за македонските истражувачи? Транспарентни? Па сега видете, архивите се специфична категорија, нели, на извори и тука повторно доаѓаме до тоа дали во суштина се на располагање, нели, бидејќи секоја држава си има своја политика на отварање на архивите, односно некои архиви никогаш нема ни да се отворат. Така што таа селекција е присутна, не зборам само за Бугарија, туку зборам генерално, бидејќи тоа е политика на една држава, нели, зборуваме за некои тајни архиви кои што не се достапни до ден денес. Имаме во Ватикан тајен архив, тој е отворен, да, меѓутоа не верувам дека се е можно да се истражи таму, особено што бев јас таму на истражување и многу јасно се гледа дека таму е потребно навистина, доколку некој сака да истражува, навистина е потребно да се посвети буквално со години. И тука мислам дека државата треба да посвети поголемо внимание во иднина, да продуцира кадри кои што ќе бидат способни да ги истражуваат тие ракописи кои што се присутни, например пропаганда Фиде во Рим, каде што исто така истражував. Има еден огромен материјал во кој што се регистрирани Македонија, македонците и така натаму. И мојата заложба секогаш била да се создаваат такви кадри кои што ќе можат да ги читаат тие документи, ракописи. Тоа го немаме сега, за жал. Професор Панов, во најавата споменав дека веројатно уставните промени ќе кројат идната владина коалиција. Очекувате ли дека после формирањето на идната македонска влада, односно по завршувањето на изборите, ќе дојде до релаксирање на односите Скопје-Софија, а и со тоа би се забрзал процесот на, можеби, на спроведување на уставните промени, или ќе останеме на статус-кво позиција? Па јас не можам да оценам, навистина не можам да оценам од сегашна перспектива како ќе се одвиваат настаните. Меѓутоа да, дека е потребно релаксирање на односите, јас сум апсолутно за тоа, бидејќи тоа е единствен начин на градење на добрососедски односи. Меѓутоа премногу политика доколку се подреди на интересите на една страна, веќе имате, нели, дискрепанција и не можете едноставно да, колку и да сакате вие, да ги подобрите односите. Тоа е повторно зборуваме дека тоа е политички наметнат, да кажеме условно историографски конфликт. Доколку политичарите ги остават историјата на вистински остават на историчарите, ние тоа не би го решиле, бидејќи никој нема решени проблеми. Еве, земете го конфликтот историографски меѓу Бугарија и Романија. Тој постои од 19-тиот век, 20-ти, постои до ден денес. Зборуваме дури и за средновековје, каде што второто бугарско царство за Бугарија е бугарско, за Романија е влашко. Доколку се остави, како што кажав, историјата на историчарите, доколку се остави да не се мешаат политичарите во наметнување на тоа дека постои историографски конфликт, мислам дека
сосема поинаку ќе се функционира. Од причина што, еве да го земеме вториот билатерален протокол, во него стои дека се што ќе се договори комисијата, ќе треба да се рефлектира и на споменици, и на музејски прирачници, и во туристички водичи. Каде го има тоа? Нема во ниједна земја, не може никој да ви го крои вашата перцепција за сопственото културно наследство, културно-историско наследство. Во јавноста ненадејно деновиве се одбележа ликот и делото на Лазар Колишевски. На прославата и лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски. На ваков начин Колишевски како да е рехабилитиран, иако бил тврдокорен југословен, кој не ја признал самостојна Македонија. Од бугарскиот окупатор бил осуден на смрт, но и барал помилување од бугарскиот цар Борис. Во Македонија е вратен пред крајот на антифашистичката борба. Во време на македонскиот плурализам, ВМРО ДПМН бараше декомунизација, поточно расчистување со комунистичкото минато, чиј главен експонент беше Лазар Колишевски и неговите истомисленици. Но деновиве амбасадорот Маријан Ѓорчев неодамна го нарече поточно голем македонски патриот. Дали историската наука има проценка за неговото дејствување? Дали е јасно зошто бугарските власти го ослободија од тамошните зандани за време на Втората светска војна и што му пишал на тогашниот профашистички цар Борис? Може ли ова да се толкува како ВМРО-вска рехабилитација на Колишевски и дел од политиката на про- и антибугарска кампања? Малку во јавноста се говори за судирот на Колишевски со либерал-демократското крило во СКМ на чело со Крсте Црвенковски, кога по 36-та и 37-та седмица на партиски врв во Скопје почна дискредитацијата на една цела плејада на мистечки луѓе. Професор Панов, на крајот, дали современата историска македонска наука избегнува да истражува и да се занимава со тековни временски периоди кои влегуваат или имаат историски архиви, и дали не е време да се истражуваат тајните досиеа и одлуки поврзани со дисолуцијата на Југославија, замирувањето и пресметката со албанскиот фактор околу Илирида и тетовските настани? Па, гледано од сегашна перспектива, да, сите прашања не дека не биле засегнувани. Јас сметам дека за се треба да се разговара. Зборувам од аспект на истражување. Повторно да геме во контекстот на расположливоста на архивите во Белград, дали се сите достапни. Знам дека во Македонската академија има голем фонд, на архивски фонд, исто за Лазар Колишевски. Меѓутоа, фактот што ние како историчари треба да ги засегнуваме сите прашања, независно од нивната идеолошкиот контекст и така натаму, е тоа наша задача во суштина како историчари, посебно како некој што во генерално се стреми да биде дел од едно пошироко семејство, европско семејство, каде што таквите нема табу теми. Ако зборуваме врз основа на научна аргументација, се добива впечаток дека меѓу вас, колегите, се бега или се има одредена резерва околу ликот и делото и како се дејствува Лазар Колишевски. И сега денове се случува некаква негова рехабилитација. Па јас не би рекол дека се избегнува. Мислам дека тоа е погрешна констатација, затоа што ние, како Институт за национална историја, се оваа година ќе организираме меѓународната конференција за 80 години од Аснов, во која што ќе го засегнеме прашањето на антифашизмот. И многу елементи ќе бидат засегнати во тој контекст, нели? Секоја година се организираат различни конференции и секој може да го покрене тоа прашање, независно, нели, доколку, како што кажав, е поле на негов интерес. Немаме подмладок, немаме државна поддршка на научни истражувачки проекти веќе со години. И едноставно
мислам дека државата треба да повеќе внимание да посвети кон сопствените државни институции и на тој начин ќе се изгради една многу подобра перспектива, подобра позиција во општеството, внатре во општеството, меѓутоа и надвор. И да, меѓу другите прашања сега во таа соработка што воспоставам со Црна Гора, со Институт за историја при Универзитетот во Црна Гора, они организираат, да речеме, симпозиум оваа година, 50 години од Уставот од 74 година, каде што наши колеги ќе присуствуваат таму, ќе добијам покана и ќе ја споделам во смисол на тоа да многу работи таму ќе се отворат. Има друга конференција што се одржува во Белград во однос на историската меморија, како историската меморија се користи во политички контекст, во регионален и генерално во Европа. И тие се прилики да се каже одредени прашања во кои што може да се дебатира, да се соработува истовремено, и тоа е начинот на градење на добрососедски односи. И мислам дека треба тоа да се надминат тие остатоци од 19. век, агендите национални од 19. век и да се остави Република Македонија да биде рамноправна членка на Европската Унија со сите своји потенцијали, и тоа е едноставно решението, вистинскиот правец како да се иде напред. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам во каната. Следете разговор со професор доктор Митко Панов, вршител на должноста директор на Институтот за национална историја. Османи Димитриевски таравари ги чекаат уште Пендаровски и Селјановска. Шанси за председателска номинација имаат Иванковска и Јакимовски, кои практично го тестираат и рейтингот на Левица и Гром. Малкумина од гласачите слушнале за одамна пензионираниот професор, за приврзаничката на Палчо и неговата десна, но и за еден господин Поповски, кој од Вевчани всушност праќа порака дека е Молеро Зидар, но шансата е бајара сепак на председателските избори. Тука е правната консултантка и граѓанска активистка Месиха Смеиловиќ од Бошњачката заедница, која во Северна Македонија брои околу 18.000. Во ово издание токму гостинка е Мерсиха Смеиловиќ. Добре дојдовте во емисијата. Добре ве најдов. На почеток, што беше клучно и предизвик за вас да ја прифатите поканата или предизвикот да бидете председателски кандидат? И дали очекувате дека после овие председателски парламентарни избори ќе дојде до промена на политичката сцена и клима? Благодарно за поканата во оваа емисија. Вака, да, како што кажавте, ова пред се беше чест да бидам поканата, да бидам кандидатка за председателка на нашата држава, и посебно е чест бидејќи Демократскиот Бошњачки сојуз за прв пат оди со свој кандидат и многу први се вртат околу оваа номинација, и за прв пат бошњаците ќе имаат свој кандидат. Но тоа што ме дефинира по својата етничка припадност како припадничка на бошњачката заедница, не значи дека јас сум кандидатка само и дека треба да бидам и дека ќе бидам само за бошњаците. Всушност мојот повик, мојот апел и тоа што достега е во некоја форма на кампања се однесува на сите граѓани и граѓанки на нашата држава, кои што во мојот долгогодишен активизам или во она што сега го промовирам ќе сметаат дека сум соодветна кандидатка. Смеиловиќ, поборник сте на правото на самоопределување, генерално почитување на правата, а против секој чин на окупација и репресија. Како ги оценувате меѓуетничките односи во општество во кое имаме концепцијски разлики? Се заговара потреба од темно општество за сите, а практично секој е во своето јато. Ние како народ сме уставотворен народ. Значи бошњачкиот народ, заедницата на која што јас припаѓам без разлика дали сме 1%, ние сме уставотворен народ, и тоа за нас представува една голема обврска и представува еден голем еманет дека ние ја градиме оваа држава подеднако со сите граѓани кои што живеат во неа. Уставот како базичен и најбитен документ во нашата држава, понатаму ги следи другите
закони. Така да немаме едни систематски аномалии во однос да овој систем овозможи подеднаква вклученост на сите заедници во системот. Затоа сметам дека меѓуетничките односи, кога се зборува, се мисли тензии, карања, тепања, слично. Него збориме за суштински проблеми кои што овој народ ги има, за суштински проблеми. Но да, знам дека тука сме исплашени во моментот премногу Македонија на кого му припаѓа, чива е Македонија, дека ако дадеме на еден народ повеќе, ние губиме, значи, толеранцијата со животот, убавината, правата и припаѓаат на сите. Ако ми дадеме на некого, ние не ги губиме, туку сите подеднакво ги уживаме. Што повеќе права имаме, што повеќе допринесуваме, толку ние се чувствуваме дека треба да изградиме оваа држава. Чувството кое јас го имам го делат многумина. Смиловиќ, можна ли е промена на наративот на поделби на наши и ваши, на подобни и неподобни, во време кога општеството ни е поларизирано? Да, премногу е поларизирано нашето општество и постојано бараме разлика за да бидеме уште поразлични, да се спротивставуваме. Како што кажав пред изборието, еден момент од кој сите, посебно јас како активистка која ги сум го следела и говорат на омраза и слично, секогаш ме плаши тој момент на предизборна кампања, бидејќи приливот на енергија е премногу голем и дефокус е граѓанинот. Дали денеска може да кажете дека надминати се предрасудите, табуата, бидејќи јас се сеќавам дека вие се соочивте пред години одамна со проблем да не ви биде овозможено со шамија да може да бидете сликани во личните документи, во пасош, во лична карта. Дали денеска се надминати овие предрасуди или се уште постојат стереотипи? Предрасудите најчесто се постојат кај граѓаните, заради непознавањето и немање желба да запознаеме некој кој што е поразличен од нас. Ја гледаме сега комуникацијата која што се одвива по социјалните мрежи. Иако се обидувам да зборувам за тоа што имам да го допринесам како вредност, да го додадам во својата политичка кампања, сепак гледам дека голем број од коментарите се однесуваат на мојата облека, на тоа како јас изгледам и на која верска заедница припаѓам или на етничка заедница. Луѓето се фокусирани да судат за мене на тоа што го гледаат однатвор, наместо да слушнат што имам да зборувам. И сметам дека што и да кажам не допира до нив, бидејќи тие веќе живеат во својот свет на предрасуди, полесно им е да прифатат дека една жена со марама не и припаѓа да биде дел од политичкиот свет на нашата држава, не припаѓа, бидејќи тие веќе имаат некоја форма како треба да биде идеален политичар. И јас не се вклупам во таа идеална слика само заради изгледот, затоа што изгледам вака. И жал ми е што немаат желба да слушнат што имам да кажам, туку веќе веднаш имаат став. Но проблемот со предрасудите кај граѓаните лесно се надминува. Можеме да се запознаеме, да комуницираме, мојата работа на терен со нив, бидејќи јас сум претходно и активна во сите делови на нашата држава, дури и меѓународна, нема крај во нашата држава каде што не сум го посетила и помагала на било кој на кого му е потребно. Но кога системот прави дискриминација и кога системот не дава еднакви можности, тогаш е проблемот. Тоа се случи со забраната да се сликаме во личните документи со марама. И тоа бил закон кој што секогаш постоел во нашата држава. Жените кои што носат марама без разлика дали се муслиманки или нашите стари македонски жени или монахините немале право. Кога се сликате за јавни документи, за лични документи, би било наложено да донесете слика тогаш пред биометриските во која сте без марама. Кога јас почнав да носам марамата, веќе бев студентка на правниот факултет, во кој што немав никакви проблеми во текот на студиите, бев единствена со марама на правниот факултет во Скопје. Но кога отидов да ги извадам својата возачка да ја обновам, ми беше кажано дека морам да ја отстранам марамата, веќе беа биометриски. Во комуникацијата зошто во законот стоеше дека може да се сликате со марама само ако имате доказ дека сте припадничка на одредена верска заедница. Значи, за да остварите некое право не ви треба посредник, дали е тоа верската заедница. И сега вие ако сакате со марама, требавте да отидете во исламската заедница, ако сте монахиња да отидете во православна црква, или ако сте жена која од традиција носи својата марама како традиционалната македонска жена, да оди од кого да земе документ. Зошто се нагласува етничката припадност? Зошто албанец премиер или председател, а не србин или турчин или бугарин на овие позиции? Дали граѓанскиот концепт на Европска Македонија всушност некаде е заталкан во
пред се да се даде етничката припадност, а не квалитетот и професионалниот бекграунд. Кога ние како граѓанки заминеме од Македонија во некоја друга држава, гледаме дека во таа држава ако се обидуваме да се интегрираме, таму веќе ги нема тие етнички предзнаци. Нашите успешни луѓе во светот функционираат успешно во Германија без разлика дали се нагласува нивниот етнички момент. Така да за жал ние во Македонија дозволуваме се уште да се нагласува тоа, како што кажав приматот за мене дека најмногу им пречи тоа како изгледам, или да се добиваат тие некои кратки моменти на славе или на гласови дека ни е потребен ваков или таков председател, премиер и слично. Затоа ми е многу ми е жал, а и од друга страна е многу потребно да се сменат наративите во политички дискурс, да самите граѓани на оваа држава избираат личности кои што се достоинствени за својата за носители да бидат на тие функции, не бидејќи доаѓаат од одредена политичка партија, не бидејќи доаѓаат од одредена етничка заедница. Кога би биле како општество кое што се грижи за сите, мислам дека силата е во граѓаните. Да излезат и да дадат поддршка на сите оние кои што не се насочени кон тоа јас сум таа и таа националност. Убаво е да бидеме припадници на одредена националност. Јас сум горда што сум припадничка на бошњачката заедница, но тоа не значи дека другите граѓани ги сметам помалку битни, помалку вредни или дека мојот фокус е само мојата заедница. Напротив, треба да ги бираме представниците, да не представуваат оние кои што тоа ќе го заговараат. Секогаш гласаме за етнички партии, само тоа не е мотивот да ги гласам за бидејќи припаѓаат на мојата заедница, тогаш многу тешко ќе се сменат тие наративи. Сметам дека во овој случај моќ дека граѓаните да им кажат на сите тие политички партии дека ние доста од етнички поделби, доста ни одбирање на припадници на партии кои што доаѓаат од нашата или етничката заедница само затоа што се припадници, кога ќе го цениме квалитетот, тогаш ќе се сменат наративите. Смиловиќ, пред неколку години бевте обвинета дека ширите говор на омраза и антисемитизам од страна на ВМРО ДПМН како член на комисијата партиската комисија за труд и социјала во СДСМ. Тогаш ја обвинивте тогашната министерка Рашела Мизрахи. Дали овој тип на риторика создава биполарен свет? Од моја страна немаше таква риторика и јас во ниеден случај не ја обвинив тогашната техничка министерка. Току напротив, јас ја потикнав да биде горда на својата припадност, како припадничка на еврејската заедница, бидејќи јас сум горда припадничка на мојата, каде што таа во својот кабинет, личен, не од Министерството, ги имаше истакнато партиските знамиња. Јас, например, кога би имала свој личен кабинет надвор од државните институции, би го истакнала знамето на мојата етничка заедница, која што е призната. Но за жал тогашните политички партии, двете најголеми, дефокусот од реалните проблеми на граѓаните го сменија контекстот на моите изјави и што тоа покрене една лавина на коментари. Јас бев членка на комисијата, бидејќи во таа комисија членуваат голем број на представници на невладини организации и бев поканета да допринесам до програмата која што требаше да биде креирана и презентирана на парламентарните избори. Тоа беше 4-месечно искуство, каде што ја креиравме политиката за социјални работи на Социјалдемократскиот сојуз. Но тоа беше едно многу травматично искуство во однос на тоа дека бев обвината за ширење говор на омраза и антисемитизам. Поточно се дојде од еден медиум. Јас имам добиено судска пресуда, каде што и уредникот на тој медиум ја призна дека намерно е извртена мојата изјава, сакајќи да ми каже така кога планирам да се занимавам со политика. Судот пресуди дека се работи за клевета, каде што истиот медиум имаше обврска да се извини на читателите бидејќи ги довел во заблуда. Така да политичките партии го искористија сето тоа за дел од кампањата. Со партичката Мизрахи се видовме во Собраниска комисија, каде што си споделивме убави моменти и искуства. Се извини дека сето тоа проминало така травматично за нас двете, така да воопшто не беше говор на омраза, имаме и судска и нормално и јас сум сертифицирана тренерка за антисемитизам, така да им се понудив и на пратениците, и на владеачките партии, и на ВМРО да им држам тренинг за антисемитизам, бидејќи постои во нашата држава и треба да се бориме против него, а јас да ги тренирам што е навистина антисемитизам, за да не идат само и да ги трошат своите политички поени и да шират доволно омраза. И онака народот е преморен од омраза и од најмаштина, од сиромаштија, не му се потребни такви игри.
И тоа помина, за жал, остана траумата и кај мене и кај другите граѓани, но тоа е веќе минато и со судска пресуда е докажано. Смелович, годинава македонските граѓани го избираат шестиот поред претседател на Република Северна Македонија. Која е вашата оценка од сите досегашни македонски претседатели и кој треба да биде приоритетот на идниот шеф на државата? Па се надевам дека оваа година ќе имаме претседателка, ќе избереме за прв пат претседателка. Со оваа кампања тргнав дека јас ќе бидам првата претседателка на нашата држава, иако изгледите се многу тешки. Она што се очекува од видете, претседателот има многу лимитирани можности. Тие се концепирани во законите, во уставот, неговите надлежности се јасно дадени. Но она што го покажува... Добро, тој е и врховен командант на држава. држава. Не сакам да кажам дека не можете вие да очекувате некои ексцеси сега дека парламентарните избори се многу побитни што ќе биде во фокусот на граѓаните. Но претседателот има некои клучни работи кои што може да ги внесе. И она што го видовме во изминативе години, претседателот може да потенцира одредени проблеми. Може да го враќа вниманието на јавноста на одредени проблеми. Така да сметам дека младите се премногу запоставени во целиот наш систем. Ние имаме огромен број на иселувања од страна на младите. Ние гледаме дека младите веќе не го наоѓаат своето место во нашата држава. Колку тие се представени во законодавниот дом, колку тие се представени во локалните самоуправи. Гледам дека политичките партии ќе стават еден двајца. Колку само да кажат да ние се грижиме за младите. Сметам дека идниот претседател или претседателка може да стави како некое осветлување на некои одредени моменти, хайлайт, значи да ги потенцира некои работи. Тука се занаетите. Јас живеам во Чаир, во Скопје, во близина на старата скопска чаршија. Занаетите се нашата гордост, нашата традиција, тие се дел од нашето општество. И сметам дека целосно е запоставено. И во мојата секојдневна комуникација, пред изборите, секое време, гледам дека чаршијата замира. Да, некој ќе каже, па тоа не е во ингеренција на претседателот. Не, претседателот може да направи кампањи, трибини, симпозиуми, за луѓето да се гордеат, да видат дека ние имаме една од најубавите и најстарите чарши на Балканот. Тука е исто она што се очекува од претседателот и сметам дека претседателот или претседателката треба да биде од другата страна него што е законодавниот дом, а тоа е блокирање на законите кои што не се во интерес на граѓаните. Од сите 6 претседатели кои што ги кажавте, голем дел од нив секогаш беа дел од владеачката структура која што е во собранието. И многу ретко сме имале прилика, ето оваа година имавме неколку пати прилика да видиме дека претседателот не потпишува закони кои што не се во интерес на граѓаните, но не секогаш. Еднаш или два пати. Така да сметам дека е здраво за нашето општество, здраво за демократијата претседателот да биде некој кој што нема да биде поврзан со владеачките структури, туку ќе биде некој што ќе остава во центар граѓанинот во сите своји 4-5 години колку ќе му трае мандатот. Затоа сметам дека претседателот може многу да допринесе, многу моменти да потенцира, неговото, значи претседателот да се грижи за кохезијата во нашето општество, но да внимава на меѓусоседните односи. Имаме 2 стратешки документи потпишано, да ги следи тие стратешки документи, стратешкиот документ со Соединетите Американски држави, со стратешкиот документ, договор потпишан со Република Турција. Така да ние имаме документи и правила кои што едниот претседател или претседателка треба да ги следи. И ако се држи до тие правила и норми кои што му се дадени, многу може да допринесе. И многу се очекува. Многу се очекува. И јас очекувам, дали ќе бидам јас или некој друг, очекувањата се големи и навистина може да допринесе до кохезијата во општеството и до меѓу соседните односи. Односите со нашите соседи да бидат во најдобар ред. Благодарам за гостувањето и се надевам дека ќе успеете да ги соберете потребните 10.000 гласови и да бидете дел од кампањата. Да, јас надам дека граѓаните ќе излезат, во моите настапи, во мојот програм, во она што јас го промовирам, ќе го најдат својот идеален кандидат и ќе ги дадат 10.000 потписи кои што навистина идат тешко и споро, но верувам во системот и верувам во граѓаните дека знаат да изберат. Следете разговор со Мерсиха Смелович, кандидатка за претседател на Бошњачкиот демократски сојуз. Гледавте Трилинг, а во ова издание на емисијата тројца соговорници. Професор доктор Митко Панов, вршител на дложноста директор на Институтот за национална историја, универзитетскиот професор
Маријан Петревски, како и Мерсиха Смаиловиќ, кандидатка за председател на Северна Македонија. Довидување до идниот петок во исто време 20 часот и 45 минути, а до тогаш читајте на trilling.mk.